Господ накаже еден возгордеан цар за 3 години да биде слуга и да гладува, и како се смири, пак го воцари. Чита Александар Станојков. Во време оно, кога беа собрани свети оци да го врзуваат законот за православната вера, председател му беше царот. Многу работи наредиле и дошло редо да наредат и за 5 леп да има за се пеи по црквите, за да се напомнуват за 5 лебуи од Христа што нарани многу илјади души. И нашле за благословено свети оци да го пишат еден стих од пророк Давид од 34 псалм, стих 10, кај што пишува по славјански: богати обнишаша и возолкашија, взискајушти же Господа, не лишасја сјакаја блага, а пак по просто бугарски е пишано наместо обнишаша, лъвчетата осиромашаха и огладнеха, но онези които търсат Господа не ще бъдат лишени от никое добро. Кога му се представи тој стих на царот да се пиши кај што треба, тој надушен од лошиот дух и се возгордеа, да не оставаше да се пиши, велејќи му на свети оци: јас не сакам да се пиши тој стих, чунки ми се гледат да е прекален од цар Давид. Например, јас бидејќи сум цар, можел да осиромашам и да огладнеам. Цар Давид вели за арсланите да осиромашат и огладнеат, а не вели као за мене што сум цар. Заради тоа јас изим не давам да се пиши тој стих и друго ништо. Кога видоа и чуја тие збори од царот, свети оци го оставија тој стих за тогај и не го пишаа. Не од една недела и праведниот Бог страшно го накажа царот. Тој имаше адет да оди ката вечер на море да се капи. Одејќи една вечер до море, се слекол да се капи и од кога влегол в море, дошол некој човек спроти лицето него, му облекол лалиштата и си повел војниците по него и си ошол на Сарајо. Излегувајќи царот од море, побарал лалиштата, не ја нашол. Свикал по Аскеро и тој беше си ошол и тој остана очуден и уплашен од тој човек што му скроел тој ќулав, а Арна му се нашол гол. Као да тргни да си оди на Сарај, кој што ќе го види ќе се почуди, ќе рече оти царот се поулајал. Така си мислеше со умот царо и седе дури да се стемни, да си отиде до портата од Сарајо и едно да влези, карауло го запре, чунки го чини да е некој поулаен. При се што му таксал царо големец да го направи, тој не го пуштал, чунки цар му се кажувал: "Море, каков цар си ти, бре голе?" му рекол караулот. "Цар уште пред да зајди сонцето си дојде од капење. Ја исте ми се од пред очеве да не ти истурам црева со грđeva." Кога чу царот тие зборови, нога за нога и застана до едно ќоше да се мисли и да се чуди и да си вели сам со себе: "Чанам, дали сум јас цар, али не сум, али сон гледам." И така рекол и инаку рекол, се забори од тие царо и отиде во еден ан. Таму се моли на анџијата да му подари некои ветви алишта да се промени, оти го фатиле арамеите од град надвор и го слекле. Се погодил анџијата многу милостив и го сожалил, да го облекол и го навечерал, да му дал позволение да си лежи во сеното, во плевната. Прележал ноќта и утрото му се моли на анџијата да му биде слуга во ано колку за еден залак хлеб. Го примал анџијата Арно, ама само да го рани Арно без да му плаќа пари, чунки тој си имал калви за во ано. За Арџија, примал сиромајиот цар, чунки заборел и бил вчера цар. Секоја вечер новиот цар сидел на капење, а тој го гледал кога врвел предано и сам со себе туку се чудеше каква работа ќе биде неговата работа, а пак ични на ум му идеше оти е наказан од Бога, што беше се возгордил за дека е цар и не сакал да го пиши стихо. И така по Божја заповед работи најтешката работа во арот токму 3 години. Гол, бос, неопран, гладен, жеден и потурнат од калфите, чунки лазеле вошките по него,
како мравите во некој мравјалник. Од кога поминаа 3 години, Господ го пожала и го свести да си познае грешката. И падна на колената, плака и се моли на Бога да го прости. Духот Божи го натера да појди при новиот цар и да му каже историјата. Појде при царот и зеде позволение да се јави пред него. Пред да му каже историјата негова, се моли на царот да му прости живот прво, па после да му каже што сакаше да му кажува. Проштавам ти живото, пријателе, му рекол царот, кажи што има да кажеш. Честити царе, пред 3 години свети оци сакаа да го пишат во каноно, што го врзувавме 10 стих од 34 псалм Давидов, што вели, богатите осиромашуваат и огладнуваат и друго, арно, ама јас и што не го верував, јас да осиромашам и да огладнеам, та не оставив да се пиши и праведниот Бог ме накаже. Идејќи да се капам на море, некој ми изеде алиштата и јас гол бидејќи, не ме пушти карауло да влезам и отидов при блискиот Анџија, му се молив да ми дај некакви алишта да се облече. Му благодарам и за алиштата и што ме прибра да му бидам слуга за една корка леп. Ете, тоа сакам да кажам, честити царе. Сега веруваш што ти богатите осиромашуваат и огладнуваат? Му рече новиот цар. Верувам и преку верувам, честити цару, чун ќе го патив токму 3 години. Ај, пак да си бидиш цар и да пишиш тој стих за да се пеи по црквите, за да слушаат богатите и да не се возгордеат. Тоа го рече новиот цар и си слече алиштата и си летна на небеси, чун ќе беше ангел Божи пратен да го накажи возгорделивиот цар. Кога видоа тоа големо чудо старешините што беа околу царо, на големо чудо стана и за голема приказна, за да се прикажува векото му века. И од кога седна стариот цар на престоло, го пишува и тој стих и до денеска кај се пеи на Петилеп по црквите од попоите. Жестоко ме наказа Господ, но на смрт не ме предаде. Псалм Давидов, 118, стих 18.